Порака по повод Меѓународниот ден на танцот 29 април 2026 година. Авторка на светската порака Кристал Пайт, кореографка од Канада. Луѓето се движат. Нашите раце се подаваат. Колената ни попуштаат. Главите ни се наведнуваат. Градите ни се вовлекуваат. Грбот ни се извива. Скокаме. Слегнуваме со рамениците. Ги стегаме тупаниците. Се подигнуваме едни со други и се оттурнуваме. Ова е јазик исто толку колку што е и дејство. Ова е она што телото има да го кажа за потребата, поразот, храброста, очајот, желбата, радоста, амбивалентноста, фрустрацијата, љубовта. Овие слики блескаат со значење во умот затоа што сме ги почувствувале толку чисто во телото, ние сме биле всушност допрени и раздвижени. Сите ние сме танчари. Животот не движи. Животот танцува преку нас. Ефемерен како здивот, конкретен како коската. Танцот е создаден од нас. Ние го обликуваме просторот. Пишуваме со телото на безборен јазик, кој длабоко се разбира. Кога танцуваме му даваме благорадност и благост на просторот во нас и околу нас. Како и животот, танцот се создава и се разградува во секој миг, како љубовта. Тој е надвор од разумот. Сакам да мислам на телото како на локација, место каде што постоењето се задржува и се обликува. Кога танцуваме, ние сме длабоко ангажирани во самото да се биде таму. Ова го пишувам во почетокот на 26-та година. Во време кога изгледа дека нема крај на угнетувањето, превирањата и страдањата во светот. Секојдневно сме сведоци на ужасите на кои луѓето се способни едни кон други, како и на механизмите на моќта што финансираат и потикнуваат неизречливо наследство врз луѓето и планетата, и во таков контекст танцот може да изгледа како површен, бескорисен одговор. Тешко е да се замисли што може да направи еден танцов уметник во свет што толку очајно има потреба од радикална промена и исцелување. А сепак уметноста како и надежда е форма на љубов. И покрај сквернавењето, таа тврдоглаво создава. Уметноста е раствор што го омекнува вкочанетиот умен и мелем што го лекува. Таа е сад што не држи додека заедно се соочуваме со прашањата на начин поинаков од вестите, поинаков од документарното и образованието, поинаков од мислењата и социјалните мрежи, поинаков од активизмот и протестите, но не и неспоив со нив. Преку креативноста ние акумулираме отпор и надеж преку мали чинови на храброст, љубопитност, добрина и соработка. Во танцот и во создавањето танц наоѓаме доказ дека човештвото е повеќе од нашите најнови глобални неуспеси што го кршат срцето. Но танцот не бара оправдување, ниту објаснување. Тој е создаден од нас. Но ништо не ни должи. Потребно му е само едно тело што е подготвено да го прифати. Од таа локација тој може да го преведе на искажливото, действувајќи како посредник меѓу нас и непознатото. Ние сме допрени од овие исчезнувачки траги на убавина во сегашниот миг. И додека го отелотворуваме и танцот, и неговото исчезнување, се потсетуваме на нашата минливост. Во исто време, ако внимаваме, танцот повремено ни нуди и миговен увид во душата.